Денеска бевме во посета на општина Берово. Разговаравме со градоначалникот и со спроводувачите на ИПА проектот, подржан од Европската комисија и општината Берово за активностите кои што почнуваат на терен со реални реконструкции. Имено, сега се наоѓаме на терен во посета на ромската заедница за да видиме и да го означиме почетокот на реконструкцијата на живеалишта на 15 ромски семејства, што значи дека некаде околу 100 лица ќе бидат опфатени со оваа интервенција и драго ми е што имавме можност да разговараме со дел од заедницата во однос на починувањето на оваа интервенција, која што се очекува да заврши некаде во период од 3 месеца. Исто така, разговарајќи за резултатите на она што е постигнато во Тетово, ние денеска констатиравме дека се направени неколку значајни интервенции. Имено, во рамките на социјалното домување, драго ми е што некаде од 60 семејства, 19 ромски семејства се вклучени во социјалното домување во општина Берово со аспектот на легализација. Исто така можеме да кажеме дека општина Берово е првата општина која што поставува на добра основа за прашањето со легализирани живеалишта кај ромската заедница да биде модел за понатамошно решавање и во останатите општини. Исто така со буџетот од владата на Република Северна Македонија во рамките на интервенцијата која што е одобрени се некаде околу 600.000 денари за доградување на канализациониот систем кој што ќе овозможи некаде околу 35 семејства да имаат соодветни приклучоци. Останува аспектот да се доработи за да може овој крак да продолжи понатаму и тоа ни беа и разговорите со градоначалникот за да може да ја продолжиме оваа интервенција и да направиме еден целосен сегмент на подобрување на условите за живење на заедницата во Берово. Значи, добар ден, Ферди Исмаили, проект менаџер на Зелен институт Скопје. Ние како партнер организација на проектот кој што е во стаблата Штипи Берово заедно за подобрување на условите на живот во ромските населби, кој се имплементира од Европска унија, носител е општина Штип, а партнери се општина Берово и нашата организација од кај што јас во моментот работам како проект менаџер. Денес сме тука во Берово да го одбележиме денот на започнување на реконструкција како една од проектните активности на 15 ромски семејства, со тоа што имавме можност да се состанеме со градоначалникот и општинската администрација, разговаравме за досегашните активности кои што се имплементираат во склоп на проектот. Беше тука исто посетеност од страна на советникот на премиерот за ромска инклузија при владата на Република Северна Македонија Елвис Мемети и имавме исто теренска посета на неколку од куќите кои што денес се започна самата реконструкција. Иначе со самиот проект се направени неколку активности имплементирани, тоа се 250 метри канализациона, 250 метри поплочување на кракот 23 август, кој што планираме понатаму исто така да продолжи во текот на периодот. 124 отпадоци, тоест канти за отпадок се доделени на ромската населба, спроведено е попис на ромското население во општина Берово, исто така и поставување на водоводна мрежа, фекална канализација и тоа што во иднина треба да завршиме, како што спомнав, е кракот кој што сме тука баш на лице место да се продолжи со тоа што исто така во текот на крајот на овој месец ќе имаме официјално објавување на податоците на самиот попис. И до кога трае проектот? До 1 јануари 2024 година, меѓутоа проектот ќе има можност за продолжување бидејќи согласно ковид мерките и ситуацијата која што започна проектот, именување на цените на пазарот ќе издействува со малку одлагање на активностите кои што планираме во продолжување на самиот проект за да сите активности навремено, ефективно и ефикасно се завршат предвидени во општина Штип и во општина Берово. Со денешната посета во општина Берово во однос на
реконструкцијата на ромските куќи, каде што ќе извршиме посета на дел од куќите, каде што ќе се направи оваа реконструкција. Воедно имавме и средба со градоначалникот на општина Берово во однос на реализацијата и имплементацијата на самиот проект. Она за кое што ме прашавте докаде сме со имплементацијата на проектот во општина Штип, можам да кажам дека поголемиот дел од активностите се започнати, а тоа е дека кампањата за социоекономскиот статус е завршена, можам да кажам, каде што граѓаните беа информирани во однос на правата и можностите кои што можат да ги добијат од страна на институциите. Она што беше тековно, го работевме, беше завршен цензусот, социоекономски цензус, односно попис на самото ромско население на ниво на цела општина во општина Штип. И можам да истакнам дека локацијата, која што беше повеќе пати менета, можам да кажам дека веќе официјална локација имаме, каде што ќе може да се направи изградба на 47 куќи за ромски семејства, кои што времено се сместени во старото нервно одделение во општина Штип. И она што е најново, можам да кажам дека тендерот и постапката за изготвување на детален урбанистички план е завршена, каде што очекуваме во текот на оваа или следната недела да се потпише договорот со изведувачот и да може да започнат активностите за изготвување на детален урбанистички план, кој што ќе се однесува во делот на ромската населба.